Gaming Challenge on Mnet Esports. Корените на League of Legends. League of Legends е видеоигра за мултиплеер онлайн битка арена, изработена и објавена од Riot Games за Microsoft Windows, привично инспирирана од Dota. Играта следи модел на фремиум и најчесто се опишува како најиконичен еспорт на светот. Играта беше објавена на 27 октомври 2009 година, но редовно се ажурира во форма на подобрувања. Во Лигата на легендите, играчите играат во тим и ја преземаат улогата на шампион. Ликови со уникатни способности, кои обично се разликуваат од типот на класа и се борат против тим на шампиони, контролирани од играчи или компјутерски ботови. Во модот на главната игра на Summoner's Rift, целта е да се уништи нексусот на противничкиот тим, структура што лежи во срцето на нивната база и е заштитена со одбранбени структури. Играта се игра од тродимензионална изометриска перспектива и има една главна мапа. Summoner's Rift, All Random, All Meat е уште еден популарен режим на играта од 2013 година. Teamfight Tactics е режим на автоматска борба, објавен во 2019 година. Summoner's Rift играчите се надпреваруваат на надпревари, кои обично траат од 20 до 50 на минути. Потребен е навод во секој режим на игра, во стил на моба. Тимовите работат заедно за да ја уништат основната зграда Nexus во базата на непријателскиот тим, откако уништија низ одбранбени конструкции или кули. Во режимите на игра, во стилот на моба, играчите контролираат карактери, односно шампиони, кои секој има збир на уникатни способности. 5 шампиони по тим се избрани пред надпревар, или случајно, или од страна на играчите. Шампионите го започнуваат секој надпревар на ниско ниво и стекнуваат искуство за да ги зголемат силните страни на своите способности и да го намалат време траењето за пуштање на магиите.
Максималното ниво е 18. Повеќето шампиони имаат дополнителен ресурс или мана, што мора да се истрапи за да ги дадат своите способности. Играчите го започнуваат секој надпревар со мала количина злато и заработуваат злато во текот на целиот надпревар со убиства на непријатели кои не играат, миньони во линијата и чудовишта во џунглата, убивање или помагање при убивање на непријателски играчи, продажба на предмети и уништување на непријател структури или позлата што ги штити. Златото се троши во текот на целиот надпревар за да се купат важни предмети што ја зголемуваат статистиката како што се здравието, штетата од нападот и брзината на движење, како и да даваат дополнителни способности. Искуството на шампионот, златото, заработено и купените предмети се специфични за секој надпревар и не се пренесуваат на следните надпревари. Ако шампион го изгуби целото здравје, тие ќе бидат убиени и одстранети од играта некое време, но автоматски се оживуваат во нивната база, кај фонтаната, по зголемениот временски период како што напредува играта. Лигата на легендите првично беше издаден во 2009 година со 40 шампиони, со редовни додавања на играта. Од октомври 2020 година има 151 шампион. Постариот шампион е преработен со нови дизајни на ликови, механика на игра и знаење. Шампионите се отклучуваат со валута во играта, заработена со играње или преко микротрансакции. Секоја недела, ротирачка група на шампиони е достапна да се игра бесплатно. Риот ги класифицира своите шампиони по класи и подкласи. Класите означуваат широки карактеристики, додека подкласите означуваат навредливи или заштитени способности. Главните класи и нивните подкласи се тенковите, најтрајната класа во Лигата на легендите, поделени се на авангарди, обично опремени со способности за инифицирање, борби и чувари. Одбрамбрени тенкови со заштитни карактеристики. Пример за авангарда е Малфит. Борците се здобиваат со умерена штета, честопати со напади со навали и представуваат половина точка помеѓу тенкови и шампиони со ниска издржливост. Тие се типично слаби за контрола на толпата. Подкласите на борците се јунграунти, шампиони со значителен потенцијал за оштетување, но ограничена подвижност и нуркачи, кои имаат голема штета со една цел, мала област на ефект, но честопати се многу подвижни. Дари и Ксин се соодветно примери на бункери и нуркачи. Убиците се големи шампиони кои можат да нанесат поголема и посигурна штета во замена за помало преживување. Тие се поделени на атентатори, офанзивно ориентирани шампиони со подвижност што им дозволуваат да влезат и да избегаат од борба, и скијачи кои поседуваат способности што им овозможуваат да влезат во борба и да преживеат подолг временски период без да избегаат. Пример за атентатор е Зет, додека Фиора е стандарден за престалка. Волшебниците се типично шампиони со способности што нанесуваат голема количина на штети со магија од далечина. Како класа со најголем број шампиони, Riot Games ги одделува магиите во 3 категории. Магичните измами можат да заклучат и да убијат единични цели, но се борат против тенкови и групи. Битските волшебници напаѓаат од далечина, но чии комплети им овозможуваат да издржат борби од непосредна близина. Артилерските волшебници нанесуваат големи количини на штета од дострел, но во голема мерка се неподвижни и немаат пристап до контрола на толпата од областа на ефектот. Примери за распрашувачки магии, битки и артилерски магионичари се Лукс, Владимир и Ксерат. Контролорите се класа насочена кон магија со 2 варијанти. Волшебниците се во состојба да ги намалат сојузниците и да ги заклучат непријателите по цена да направат мала штета, додека нарушувачите можат да го попречат движењето на непријателскиот тим, да ги прекинат нивните постапки и да ги ослабнат. Лулу е пример за волшебник, додека Нивија е класифицирана како нарушувач. Маркерите немаат подкласи. Тие се рангирани автонапаѓачи кои остануваат во заден план. Применуваат конзистентно наштетување и се опремени за справување со тенкови. Вейн, Еш и Сивир се стрелци.
Лигата на легендите беше одлично прифатена по излегувањето и заработи пофалби за различните уметнички и музички аспекти, особено за неговиот карактер и продуциската вредност. До јули 2012 година, таа беше наиграната компјутерска игра во Северна Америка и Европа, според бројот на одиграни часови. Играта има голем број следбеници на платформите за стриминг како YouTube и Twitch. Во септември 2019 година, Riot Games соопшти дека може да се пофали со скоро 8 милиони врвни истовремени корисници секој ден. Популарноста на играта доведе до трговија и врски во други медиуми, како што се музички спотови, стрипови, раскази, колекционерски фигурини и престојната анимирана серија. Промотивниот материјал за козметика во игра привлече значително внимание. Лигата на легендите често се наведува како најголем еспорт во светот, со меѓународна сцена во конкуренцијата. Светското првенство во Лигата на легендите во 2019 година имаше над 100 милиони уникатни гледачи, достигнувајќи истовремена гледаност од 44 милиони со минимален награден фонд од 2,5 милиони американски долари. Идејата за духовен наследник на Дота беше тоа ќе биде самостојна игра со собствен мотор, наместо како друг мод на Warcraft 3, и започна да се реализира на крајот на 2005 година. Основачите на компанијата Брендон Бек и Марк Мерил ги регутираше Стив Фик, дизајнер на популарниот Warcraft 3, Frozen Throne, мод на Дота, и Стив Мексон, администратор на базата за поддршка на мапата за развој на League of Legends, околу 2 месеци од развојот на играта. Во тоа време, поголемиот дел од тимот немаше претходно искуство во работа со други развивачи како тим. Тие создадоа дизајн документ со приоритет кон диференцирање на нивните карактери од оние на Warcraft 3. Демонстрација на играта беше изградена за 4 месеци пред да биде прикажана на конференцијата за развивачи на игри во Сан Франциско во 2007 година. А за тоа време Бек и Мерил им пристапија на издавачите, но не беа подготвени да ја продадат играта целосна и не можеа да постигнат договори. Во 2019 година Мерил рече дека издавачите се збунети од недостатокот во играта на еден играч и нивниот бизнес модел за бесплатно играње. Кога стануваше збор за дизајнирање карактери што може да се играат, тимот одлучи да ги отвори процесот на создавање шампион за сите во компанијата, заснова на образец каде што Фик и Мескон можеа да одлучат кои шампиони ќе влезат во играта. Лигата на легендите беше официјално објавена на 7 октомври 2008 година и влезе во затворена бета верзија на 10 април 2009 година. 17 шампиони беа достапни при лансирањето на бета верзијата во април 2009 година. Алистар, Ени, Еш, Фидлстикс, Ахекс, Кел, Мастер Yi, Моргана, Нуну, Райзе, Сион, Сивир, Сорака, Теемо, Тристана, Твистфейт и Варвик. Riot привично сакаше да ја испрати играта за незино официјално пуштање со 20 шампиони, но откако направи анализа, ти одлучија да го одвојат бројот на 40 за целосно издание на играта во октомври 2009 година. Во 2010 година Riot организираше првоаприлска шега каде воведоа лажен нов шампион, Урф Даманати. После голем ентузијазам од играчката база на играта, Riot реши да ги донира приходите заработени од продажбата на скинови во игра на клубот Save the Manati, национална непрофитна организација која се обидува да заштеди и да ја подигне свеста на манатите. До 2011 година играчите започнуваа во просек по 10 надпревари од Лигата на легендите, секоја секунда со 15 милиони регистрирани играчи на серверите според Riot. Друга пресвртница е искуството на над 1 милион дневни игри со LoL, со 1,4 милиони играчи кои се најавуваат дневно, за да поминат 3,7 милиони кумулативни часови. Современиот пристап на развивачот кон развојот започна во 2014 година. Остин Гослин од Polygon дилумно му го припишува долгорочниот успех на лигата на рамнотежа на пачовите, ажурирање на играта што го менува нивото на моќност на шампионот и промените на системите,
како што се промените во џунглата и златото. И двете се одвиваат приближно на секои 2 недели. Во интервју за 2020 година, водичкиот дизајнер на Summoner's Rift, Джонон Франк, рече дека балансирањето на играта е бесконечен опит за совршенство и рече дека признава Riot Games нема да стигнат таму. Наместо тоа, тимот користи податоци како што се игра и стапки на победи, за да информира кои шампиони треба да бидат измамнувани или нападнати. Со повеќе апстрактни промени, како што е промената на картата на играта, Френк рече дека е важно да се разберат кои специфични цели се обидува да ги постигне тимот за развој на Summoner's Rift, пред да ги спроведе промените. Освен промените насочени кон рамнотежа, развивачите додаваат нови шампиони во списокот и прават големи ажурирања на визуелни игри и игри за шампиони кои слабо стареат. Овие ажурирања резултираат во фрустрација за мал дел од играчите на играта, кои беа приврзани за старата верзија на лигот, дури иако беа со недостатоци. Дизајнерското водство за ажурирањето на Outrox, Дживон Джак Сидху, рече дека многу малку играчи играле редовно Outrox во споредба со гласните негодувања. Целта на тимот за ажурирање на шампионот е да ја зачува фантазијата за игра, а при тоа да го направи производлив за игра. Лигата на легендите е различна од поголемиот универзум на Рунтева. Пред 2014 година, познатите учесници во Лигата на легендите беа поврзани со играта, но Riot Games го насочи фокусот кон проширување на поширокиот амбиент независно од играта. Поранешната линија на приказни, каде што шампиони беа авантари од играчи наведени како повикувачи, збор што се уште се користи за режимот на главната игра, повик на повикот, беше отфрлен и во корист на објавување материјал во форма на раскази, стрипови, анимирана кинематика и телевизиска серија за Netflix. Според Riot Games, оваа промена е направена за да се избегне креативна стагнација. Во 2015 година Riot продуцираше настан во Лигата на легендите наречен Борник Тидес, каде што пиратскиот Gangplank се судри со ловецот на пирати и награди Мис Фортнјун во градот Билгевотер, што резултираше во смрт. Gangplank беше привремено оневозможен и не можеше да се игра 2 недели. Најстакна случајна игра со наративно возење наместо обратна. Лигата на легендите е еден од најголемите гиганти спортот со различни годишни турнири низ светот. Од јуни 2016 година, во однос на професионалното играње во спорт, Лигата на легендите подари награда од 29.203.916 американски долари. Имаше регистрирано 4083 играчи и одржа 1718 турнири во споредба со Dota 2, која имаше 64.397.286 американски долари на наградни пари, 1495 играчи и 613 турнири. Спорт. На колегиумско ниво, Riot Games спонзорира игра на коледж тимови во Соединетите држави и Канада и нуди пари за стипендија за тимови што ќе стигнат до нивниот плей-оф на конференцијата. Riot организира своји 4 регионални конференции, но партнери со 2 атлетски конференции на NCAA, кои организираат своја конференцијска игра заснована врз нивото постоечко институционално членство. Дополнително, од 2017 година, големата десетка соработуваше со Riot за рамномерно распределување на 35.000 американски долари годишно средства за стипендија на 14-тите тимови на големата десетка и да емитува представа на сопствената телевизиска мрежа на конференцијата БТН до 2019 година. Лигата на легендите беше дел од традиционалните меѓународни спортски надпревари, како што е вклучена како една од 6 демонстративни настани на спорите на азиските игри 2018 година во Индонезија. Во него 8 земји учествуваа по класификациите од нивните регионални класификацијски турнири, со која Кина го освои златото.
Baron to defend. That's probably going to be game number one. Quickshock FPX with the 5v4 advantage will march on the Nexus turrets. Chain of Corruption is available, and Yankos gets caught out. The Devourer's buying some time. There goes Caps forward. Crisp manages to stay alive. That was a fantastic flash. The Chain of Corruption is starting to sprint. Chakos buys some time with the Hourglass, and Doomby goes low. LWX gets another. TN finds a second. The Nexus tower falls as well. FPX are looking for one last kill. Not going to find it just yet. And the Nexus gets focused. The Nexus gets killed after the ace. And FPX strike first in the finals. First blood, first dragon, first Baron. Gaming Challenge on Mnet Esports.